Генералното собрание на Обединетите нации има за цел да обезбеди еднаква платформа за лидерите да разговараат за наитните светски прашања, како сиромаштијата и климатските промени. Но во новиот извештај на добротворната организација Оксфам се вели дека годишниот состанок е засенет од, како што велат, глобална олигархија, контролирана од ултрабогатите и мегакорпорации. Тие ги прават правилата во нивна корист и тие го прават тоа на сметка на обичните луѓе, а тоа за возврат ја поттикнува нееднаквоста во и меѓу земјите. Оксфам вели дека живееме во време на екстремна глобална нееднаквост, каде што најбогатите 1% во светот поседуваат повеќе богатство од 95% од остатокот од човештвото. Живееме во свет во кој мегакорпорациите толку многу од нив плаќаат малку или воопшто не плаќаат данок. Бразил, кој моментално председава со групата 20, сака да наметне минимален данок од 2% за најбогатите милиардери во светот, за кој тврди дека ќе собере до 250 милиарди долари, потек поддржан од Оксфам и многу други невладини организации. Планот е поддржан од други членки, вклучувајќи ги Јужна Африка, Шпанија и Франција. Но шефицата на одделот за финансии на САД, Дженет Јелен, зборуваше против потегот на состанокот на групата 20 во јули. Даночната политика е многу тешко да се координира на глобално ниво и ние не гледаме потреба или мислиме дека е пожелно да се обидеме да преговараме за глобален договор за тоа. Сметаме дека сите земји треба да се погрижат нивниот даночен систем да биде фер и прогресивен. Оксфам вели дека даночните приходи на глобалниот југ во меѓувреме се повеќе се трошат за сервисирање на долгот кон приватните доверители, како банките и хедж фондовите. Добротворната организација исто така ги обвинува големите фармацевтски компании дека ги обликуваат правилата за правата на интелектуална собственост во корист на нивните акционери. Оксфам вели дека ова значело дека посиромашните нации се бореле да пристапат до вакцините за коронавирус, иако милиарди од владините средства оделе за нивно развивање. Тоа се парите што ги вложуваме во нашите даночни системи за да ни овозможат да стигнеме таму. Всушност, децениските јавни инвестиции на прво место беа наменети за добивање ковид вакцина. Во одговор за гласот на Америка, Pfizer вели дека компанијата ја понудила својата вакцина против коронавирусот бесплатно на посиромашните нации, но дека многу побогати земји реагирале побрзо за да ги купат достапните дози. Председателот на Pfizer исто така предупреди дека губењето на правата на интелектуална собственост ќе го обесхрабри секој друг да преземе голем финансиски ризик во развојот на такви вакцини, став што го повторуваат другите големи фармацевтски гиганти.